Шумите се полни со дрвократци по пожарите. Напаѓаат од сите страни, а помош имаат и од секаде. Во моментов се соочуваме со многу добро организирани групи кои што се бават со дрвократство, од причина што во изминативе неколку години бизнисот со дрва станал многу вносен. Имаат огромна логистика од секаде, вклучително и од институциите кои што за жал требало во минатото да се грижат за заштита на шумите и да ги превенираат од вакви нуспојави. За само 17 години, поради кражби на дрва и сечење кој каде стигне, Македонија има изгубено над 35.000 хектари шума. Ово меѓу другото стои во извештајот на Global Forest Watch. Површината е огромна. Покрај пожарите, дрвократството е еден од моментите кој што искрено многу ни оштетува шумата, затоа што дрвократците пред се ги имаат одделите кои што се непредвидени, чие што година не е достигната за нивно сечење и тоа е најголемиот проблем. Значи тие всушност ја пустошат шумата. Дрвократците се дрски и безпрекорно организирани, добро опремени и годишно заработуваат фрапантни 25 милиони евра. Може ли ова да се спречи и што новото раководство на национални шуми превзема, за да нема вакви и слични слики како што е позади мене? Сите институции веќе се ставине во една прега заеднички да действуваме. Тука се мисли пред се на Министерството за внатрешни работи, тука ќе ја спомнам и шумската полиција, иако ја гледате во текот на вчерашниот ден имавме еден случај кој што заврши како што заврши, меѓутоа кажавме во секоја институција има и такви појави и секако тука сме ние како ЈП Македонски шуми кои што напред ќе водиме оваа игра и оваа борба која што на крајот од денот ќе заврши така како што сакаат граѓаните на Република Македонија. Штетите од пожарите ова лето се проценити на 1,5 милиарди денари, но немерливи се последиците по животната средина. Веќе ништо нема да биде како што било, а за обновување треба да се почекаат најмалку 50 години,